Почитувани, нова влада, нова владеачка коалиција, а пак стари навики и погрешни политики. Во текот на вчерашниот ден, зголеменото мнозинство одби повеќе закони поднесени од нашата пратеничка група и коалицијата. Имено прогресивното мнозинство гласаше против зголемување на платите на припадниците на Министерството за внатрешни работи, гласаше против нашиот предлог за укинување на законот за заменици директори на државни и јавни предпријатија со цел заштита на народните пари и пренасочување на истите за реалните проблеми на граѓаните во здравството. Исто така, пратениците од мнозинството гласаа против законот за заштита на децата, со кој се предвидуваше стимулирање на многодетни семејства и подобрување на ионака веќе лошата демографска слика во Република Македонија. Очигледно, за нив е поважно се освен доброто на граѓаните. Токму затоа, во 21. век, ние не збориме за странски инвестиции, за вработувања, иновации и успеси, туку за немање леп по рафтовите на маркетите и трпезите на граѓаните. Владата на Ковачевски со своите политики буквално ги остави граѓаните без леп. Оваа така наречена лебна криза е резултат на неспособноста на владата да ги уреди пазарните односи и за жал тоа најмногу го трпат граѓаните. Но денес би сакале да поставиме едно клучно прашање. Дали и колку самата влада ги почитува прописите кои сама ги создава, односно дали се води од истите математики кога е во прашање трошењето на народните пари? Владата на Ковачевски декларативно говори дека се залага за замрзнување на цената на лебот на 33 денари, а таа самата троши далеко повеќе средства за набавка на леб. Почитувани, ова е тендер на службата за општи и заеднички работи на владата за набавка на леб за потребите на институциите, односно за рестораните кои таа ги управува. Овој тендер беше спроведен лани на 26 јули. Според тендерската документација, владата лани набавила леб од една скопска компанија по цена која е повисока од која таа самата ја пропишува. Според документацијата, владата, односно службата за општи и заеднички работи, за 1 килограм пченичен бел леб на парчиња од брашно тип 400 плаќала 92 денари, односно за 450 грама по 41,4 денари. Во друга ставка, ист ваков леб со продолжен рок го плаќала 168 денари, односно 450 грама за 75,6 денари. И двете цени се за бел леб кој владата ги плаќала за набавка за сопствени потреби, а кои што се далеку повисоки од кои што таа самата ги пропишува. Од тука се поставува прашањето: дали математиката на владата не се применува кога се работи за трошењето на народните пари? И зошто владата потрошила од 30 до 100% повеќе кога набавуваа леб преку службата за општи и заеднички работи?